И еве на повторно во студиото заедно со нашите гости во овој малку поопуштен дел од емисијата кога ги коментираме оние фотографии кои што вие ни ги испративте и ние имаме некои прашања до вас кои што треба да ги извлечете, но ќе почнеме со Тони бидејќи треба да се делат пакетчиња. Тони, таков е периодот и да те ослободиме да продолжиш со твоите ангажмани, затоа во продолжение ги пуштаме фотографиите кои ни ги прати. Ти можеш слободно да ги коментираш, да ни кажеш некоја интересна случка накратко која што е поврзана со фотографиите. Доколку се спремни, можеме да ги погледнеме. Тони, повели. Да, ова се фотографии од поделба на пакетчиња, не само индивидуално, да речеме индивидуални поделби на дечињата директно, него и даваме и во некои од центрите, кои што се како што се дневни центри, како што се како на пример деца на улица или други некои центри. Овие фотографии баш се од такво делење нели на пакетчиња на такви места. Она што е интересно е дека децата со неочекување ги очекуваат самите пакетчиња, ги очекуваат подароците, она што им се прави како забава нели во сам онамо каде што се сместени, доколку станува збор за центрите. Знаеме некогаш во зависност од местото каде што се носат пакетчињата, да отидеме и со комбем, некаде кај што е понеприступачно, одиме и со теренско возило, за да стигнеме до местата, до селата или до планинските места каде што едноставно не може да се стигне поинаку. Така да ова е една припрема на пакетчињата и на дистрибуција. Тој имате ли доволен број на волонтери кои што се приклучени и помагаат на вашето движење? Да, имаме голем број на волонтери. Можеби она што беше пред пандемијата беше најголем број на волонтери, меѓутоа после пандемијата некако се намали бројот, меѓутоа еве во последниве 3-4 години го развиваме и тој дел во делот со волонтерите. Имаме волонтери кои што се онака после работно време сакаат нели да дадат свој придонес. Имаме од студенти, ученици од училиштата кои што исто така даваат свој придонес. Имаме исто така ученици, студенти кои што се тука во Македонија од странство, по некоја програма, нели, кои што се размена на студенти, Еразмус и така натаму, кои што се онака посветени на волонтерството и исто така имаме волонтери кои што се и од трето доба, значи од 60+, кои што се многу активни, знаат да бидат многу активни и многу поактивни, некој пат и од помладите. Секој пат имаат секој ден да се јават, да кажат нешто, нели, да имаме пријателка, да одиме на емисија, да направиме вака, да направиме така. Сакам да спомнам сега за една личност која што беше и ваш редовен, верен гледач на утринската програма, тоа е тетка Божана Машич. Зашто велам беше? Затоа што за жал минатата седмица почина. Изразувам длабоко сочувство до семејството. Иначе беше наш исто така голем поддржувач, волонтер, даваше свој придонес, иако нели боледуваше од Паркинсова болест, сепак беше активна, велеше ако јас залегнам, толку ќе биде од мене, ако залегнам, толку ќе биде. Значи ностоп се движеше, ностоп помагаше и беше голем хуманист. Така да, волонтерите се голем двигател во работата која што работиме и навистина вложуваме напор да и тој дел го развиеме во следен период. Еве сега и во центарот, еве можеби како надополнување на ова, една од содржините е работилница за плетење, каде што млади луѓе од 12 до 20 години имаат вештини веќе стекнати за да плетат, да хеклат, да плетат. И баш сега сме во процес кога изработуваат производи, капчиња, шалчиња, такви работи, ракавици, кои што ќе бидат наменети за социјално загрозени семејства, меѓутоа сакаме ова да го направиме како train the trainers програма, каде што кога ќе се усовршат да може да покануваме и членови од социјално загрозени семејства да им го пренесат знаењето, за да можат сами после тоа нели да си плетат дома и да си за своите деца или да продаваат или било како, нели.
Така да, ете, волонтерството е малце широко, само треба да се вложува и да се развива. Така, ни видовме фотографиите Тони, а рековме во текот на емисијата да споменеме и бројчињата на кои што ќе можат и гледачите да се вклучат, а можат да ги запишат гледачите 070 143 100 е бројот на Телеком и на тој начин донирате 100 денари. А 143505 вие кои што сте на еден, исто така со звонење или со порака Тони? Со повик. Со повик. Со повик се, доколку да, Секој повик, мислам дека чини 100 денари. 100 денари. Значи 070 143 100 на Телеком, 143505 А1. И на тој начин ќе можат да донираат 100 денари за сите оние кои што нели вие си имате листа каде ќе се донираат финансиите, од кога ќе се соберат. Во овој период тие средства се наменети за новогодишните празници, меѓутоа во нели новогодишни пакетчи ги останато, меѓутоа во текот на годината истите функционираат, каде што може исто со истите средства се набавува храна, хигиена и останати работи, лекарства, нели многу е потребно исто така, витамини сега во овој период. Нели? Да. Елена. Така да, ете, за тоа се наменски средства. Така, Тони, јас ти благодарам, бидејќи спомена треба да одиш да ги делиш пакетчињата, порака за крајот на 2025 година, односно што посакуваш на нашите гледачи во 2026. Посакувам на гледачите да продолжат да ја следат вашата утринска програма, која што е навистина многу гледана и каде што навистина во текот на годината имате најразлични содржини со кои што го задржувате вниманието на сите нас. На некој не пофалил вака, зборувате. И да бидете нели хумани како што знаете да бидете со цела поддршка што давате како медиум. На гледачите им посакувам исто така да имаат убави моменти во животот, доколку увидат во своето место на живење, на работење, луѓе на кои што им е потребна помош, да се одважат и да дадат дел од себе и да помогнат. Меѓутоа, слободно може да не контактирате и нас, за да може да помогнеме заеднички. Да, би се само предлагам да не го пуштиме Тони пред да се излучи едно прашање. Мислам дека уште една минута ќе издржи. Да, потому што мора да оди Тони. Тони рече си прашања, ни се интересните прашања. Така кратко тука мислам да прашање. Како ќе се најдеш во ситуации кои што ние сме ги смислиле? Ако ви падне илката додека е целосно накитена, дали ќе се изнервирате и ќе оставите така или ќе се фатите да ја средите повторно или пак? Видов една фотографија, дали беше на Инста или некаде беше, каде што некоја накитила илката наопачки. Мислам, широкиот дел нагоре, тесниот надолу. Може би да бидам иновативни, нели, во вториот пат на китење, за да се намали делот на нервирање, нели, да си најдеш некоја да кажеме, занимавка, да биде повторно, ама верувам дека повторно доколку ја накитам би било поубаво накитена него првиот пат, така да. Браво. И ќе внимаваш да не падне, за да не ја китиш трет пат. Постабилно да биде, постабилно да биде него што е. Така, Тони ти благодарам уште еднаш што ни гостуваш. Среќна нова година, убави и успешни проекти кои што ги имате замислено за 2026, нашата соработка продолжува и до година. Благодарам и на вас. Така. А доколку сме спремни, можеме ние да ги погледнеме фотографиите на Елена, да видиме кои фотографии ни ги спрати Елена, ќе ги скоментираме фотографиите, ќе ни каже за какви фотографии. Моето работно место секој ден. Збор. Ето. Тоа сум јас. Елена. Таа е насмевка уради. Утреска насмевка. Во принцип таква сум. Сега далеко од тоа дека ние сме секогаш среќни, весели. Да. Шубаво као можете такви да сте си. Не е така. Значи не е така. Има денови кога никако. Секогаш ми се работи и секогаш сакам да имам мисија, ама не секогаш сум расположена. Да, се например, денес сум сериозна скопјанка со сериозна кашлица и со растеченост. А сепак дојде. Да, и ваква бев и во радио, знаат слушателите. А знаат ли да приметат слушателите кога си болна, кога ти е зарипнат глас, па да кажат Елена, ти ли си стварно? Или некој друга? Да, сериозно, каде беше што се разболе? Што не ве им кажувам во стартија. Дечки, тоа трпете ме смене. Малку се засипнат, ама. Да. Ете го човекот што никако не можеме да го донесеме во нашата утринска. Што не одбива. Тука јас не можам. Не може преку мене врски ни ништо. Да обелам образ за тоа два пати дој. Ова дуци маш ми.
Да. Да, повеќето го знаат како модернизам и ренесанса, мене ми е Дуци. Мојот Дуци, мене ми е Дуци. Колку време сте заедно, Елена? Заедно? Брак 5 години, а 8 години. Сената? Да. Добро. Така мислам, Дуци... На 10 години може ќе дојдат заедно. Ако има нешто против оваа изјава, треба да дојде и да ни каже. Ама изгледа се 8 години. Да. Одиме со следната. Еј, ова сме на Молика. Не, кај сме? На Пелистар. На Пелистар, ова е Димитар и е пред 2 години, 2,5 години. Една фина прошетка, финка. И сега треба да идете на планина малку ради... Не може цел тоа моја вет преска, не може цел време да организираш викенд околу да идеме да дишаме чист воздух. Не, едноставно не изводливо, мислам има и други работи што треба ги направи. Среќа имаме баба, тоест прабаба на Дуци баба му, која што живее сега моментов се јазивам во Скопје, се гушкаме малку, заради тоа што е никош не викам стара, возрастна, и треба да малку да си ја пазиме тука, инаку живее во Дихо, подножието на Пелестар, и онака сме таму нонстоп, така што... Сега со воздухов не знам колку сте и направиле услуга, ама во секој случај, да. Снег ако падне? Да. Многу снег. Точно, да. Да, ке си оди. Да, едва и чека. Но и вие има така, да дојдете Пелестар е одличен во ова време кога не е. И ова сме негде, ова е ниже поле. Една фотка, але многу е тежок Дуци за сликање. Се гледа. Ова се толку едни, кога барав, кога ми побарав фотографии, чека, ова знаеш од кога? Јас значи колку време баш одамна за да најдам некоја фотографија. Ама исти сте. Не знам колку одамна, барем јас не можам да забележам. Плюс некоја килце. Како да не? Ама добро, да, ќе се средиме. Па и Дуци не е баш. После 2 деца изгледаш совршено. Фала ти, Цеца. Сериозно. Многу. Ова ми е екипата, и ова намерно ви ја пратив слика, зашто е многу новогодишна, поима немам која нова година е. Плани, преклани, нешто. Во принцип гледаме да сме поразлично од она кое што... Мислам, вакви сме ние стварно. Тоа ги смислува темите, Елена, утринските теми на кои што дебатирате, дискутирате. Гледам и на Facebook пишувате. Нели, денес збориме на таа тема. Во принцип смислуваме теми кои што ќе ја внесат публиката со интеракција. Во телевизија малку поразлично тој момент, а со оглед на тоа дека имаме ние пократко време за зборување, не знам, 2 минути, зашто едноставно стануваш доседен на радио. Ако се зборува, правиме теми каде што кратки одговори ке дадат. И тоа е малце покомплицирано и сакаме секако да има сериозна интеракција со публиката, ги смислува. Да, и каква сарма? Ама тоа имаме сарма или бурек имавме лани. Сарма, сакаме, смислуваме заеднички. Ова е еден ден пред да се породам со Неда. Имавме, пошто знаев кога ќе се породам, беше закажано заради тоа што имавме некул искуство тргнати на природно породување по море швајцарски, така сега тој друг муабет. Ова и си земав ден со Димитар само и си имавме супер еден ден и утре дента отидов и ја родив Неда. Приубаво. Значи ова е еден ден пред да дојде брат. Неколку прекрасни фотографии, фамилиарни. Баш символична фотографија. Да. Сите фамилиарно се такви. Да. Благодариме супер многу за весели тоа што ни дозволи малку да дзирнеме во твојата приватност. И не да ќе ви ја покажам еден ден. Сите ме прашуваат зашо не знам. Добро, не се чувствуваш дека сега е моментот и сосема во ред. Да. Ти треба време. Да. Може да ги погледнеме фотографиите на Ката. Јас баш се мислев што да одбрам. Тешка домашна. Тука. Еве во канцеларија. Да, еве ме како јас медитирам и се релаксирам. Ова е над Крушево. Мислам дека 24-та. Да, и е прекрасно искуство за оние што немаат летано да летаат. Не планирам, Ката. Да. И јас сега на земја ми е добро. Јас медитирав буквално, немав некој адреналин, баш се чувствував, мислам онака многу убаво. Додека партнерот што ме чекаше доле, па баш и не. Со страв. Му направи стрес на тоа. Дали ќе се... Сама иницијативно си отиде или некој ти предложи другар? Долго време веќе го сакав ова и беше на листа може од таму пред короната. Значи си по адреналинските рекреативни. Од време на време, да, така мислам дека надворот канцеларија и надворот тераписка во фотеља, вака јас ги полнам батериите и реков, окей, бевме Крушево, они имаат така еден фестивал преку лето, имаше летање и реков, окей, ако сега не е, не знам кога. Да.
Ова е за кога беше сликовницата, односно промоцијата на сликовницата на фестивалот Литера и мислам дека тука сум со многу емоции, многу измешани емоции и бев многу среќна што конечно оваа сликовница дојде така до светлиот ден. Може слободно да најдат кај нас во канцеларии, сега за сега само е кај нас во канцелариите. Да, рековме дека ја нема во продажба, на рекламите до душа нешто сме уште во преговори, но морам да признаам дека училиштата сега баш на 29-ти, пошто јас доаѓам од Градско, во моето училиште каде што јас нели стартувам, направија таква организација да за градинката и да децата до 4-то оделение да подарат нели за секој бесплатна сликовница, односно ќе има работилници и ќе работиме така да ги повикуваме сите други нели локална самоуправа да реагираат на тој начин и мене навистина ме радува што тоа таму ќе биде првото подарување заради тоа што јас доаѓам од таму. Така. Ова се моите драги колеги и ова е сега пред 2 недели дојдоа дома ми донеса, јас се вселував во нов стан, се вселувавме и дојдовме тука со Елка, се прекрасни деца кои што невроклиники, село на кој што ние го работиме, нема да биде без нив и буквално сме и повеќе би рекла и семејство. Овака седиме сите на маса и сите зборуваме и надвор од работата, се поддржуваме, сите поминуваме и надвор од работата со некои предизвици. И они се баш така едни дечки кои што без нив јас немаше да можам да изодам оваа 25-та година. Браво, колегите Поздрав се до нив, многу сигурно битни. гледаат. Да, колегите се многу битни за работната атмосфера. Ова сум јас, пошто рековме приватно, нели, ова сум јас на Хвар, Хрватска, летово. Тука беше баш онака потребен одмор и мир, затварање од све. Само јас и моите драги луѓе. А Јадран е одличен за тоа. Да, а Јадран е секогаш. Барем мене ми е секогаш повеќе при срце. Да. И повеќе се чувствувам онака дома. Баш чувството на дом го носам. Да немаш некоја потекло од Хрватска? Не, немам, но имам најдобра другарка која што има своје потекло од Хрватска и е таму сега стационирана, расте, живе и секогаш одиме на посета. Да, пошто никако ако јас не отидам, она потешко ни доаѓа нас тука и така се гледаме. Супер, баш убаво. Убава држава е Хрватска. Може да видиме фотографија? Да. Еве го мојот вереник. Да. Прв пат излегува вака во јавност. Да. Ова сме на концерт на Боб Дилан. Он е многу голем фан. Да. И ова во Германија. Лани есента беше, да, 24-та. Јас бев, мислам, јас го слушам, ама он е поголем фан, би рекла. И онак, баш бевме да го негуваме партнерството и е многу убаво и големо искуство. Така да, чест беше да се слуша, мислам, таква една голема звезда. Баш и да се ужива. Да, си имате спомени. Да, баш. И ова сум јас, пак адреналин, партизановец. Така да, на утакмица. Мислам дека 24 април месец е ова. И некаде каде што јас ја празнам душата онака и навивам, мислам дека целото моје семејство е баш онака црно-бело. Денеска па и нешто црно-бело сум и облечена. Да. Така да со срце и душа секогаш тука за нив. Така. И ова е последната фотографија која што ја испрати ти. Ката, ќе влечат ли ливчиња цица? Ајде, нека пробаат. Нашите две гостинки. Ајде да видиме едно. Значи, ова се некои интересни ситуации во кои ве ставаме, а треба да видиме како ќе се снајдете. Секако дека диета. Ајде да видиме. Што е потешко, да се украсува елката или да се одржи диета пред празници? Одговорот е очигледен. Диета е секогаш тешко, особено пред празници. Дома, маш ми гаси сијалиците за да спие. Значи, многу сакам да украсувам и секогаш сум тежок фан на украсување. Никако не ми е проблем да украсувам елка за диета после празниците. Од први. Да. Од понеделник и од први. Од 2026. Најдобар ден за почнување на диета според последните истражувања.
Петок. Така што до петок ќе може 4 дена по песни. И благодарам за оваа информација. Кој петок, која година, тоа бираме сами. Да, тука да. После празниците. Да. Кајта? Многу ми е емотивно прашање. Ајде. Доколку имате магичен капут што ве носи насекаде за една минута, каде прво ви заминале за празниците? Искрено би се вратила во детството и само силно би ги гушнала сите што не се веќе повеќе со нас. Значи тоа ми е онака и би се потапшала можеби овака порано. Ќе биде се добро. Да. Само биди така упорна. Значи тоа ми е тоа би го направила. Тоа би го направила. Ги имате ли оние фамилиарни собери, ве споменавте детство, знаеме порано на трпезата, сите сме тука генерацијски. Па порано сме седеле мајка, татко, брат, сестра, баба, дедо, вујко, стрина, чичко. Имате ли такви се уште обичаи за време на празниците? Да, и за празниците и за викенд јас често одам кај моите, ги посетувам, ги гледам, ако не одам јас, они доаѓаат тука и мислам дека за мене енергијата доаѓа од таму. Семејството, сите нели проширеното семејство, поголемото фамилијата, сите да сме тука и ме радуваат. Мене се уште ме радуваат, има полна тие такви моменти, а верувам и нив. И некако имам баби, дедовци кои што мислам дека секогаш кога одам онака баш ги гушкам и им посветувам време. Пошто они даваат една неизберна љубов. Мислам и родителите го прават тоа, ама бабите и дедовците тоа го прават на еден посебен начин. Така да тоа мислам тој семеен ритуал и тие ритуали верувам дека ќе продолжат и понатаму. А ти се случило ли да дојде некој кој што се чувствува осама? Обратно, значи да нема со кого да ги прослави празниците, па да ти кажам и треба соват децата ми се заминати, внуци, браќа, сестри, имаме многу случаи кои што се сами тука. Да. Се случува. И да ти побараат совет. Се случува и тоа и затоа и на почетокот кажав дека треба да сме многу внимателни со честитките, пошто секој од радост и знае онака баш да, нели, во оваа година ова, па тоа, па не знам, па ајде сопруг, па ајде дете, па ајде успех, па ајде дипломирање или не знам се редат, а уствари од таа страна не знаеме некој со каков предизвик се соочува, дали има можност за сите тие желби да ги реализира. И доаѓаат се, има и такви ситуации, така да не. Што ги советуваш? Кој е советот, да, и мене ме интересува. Кој е советот? Па советот е секогаш дека сигурно се враќаме на тие убави спомени кои што, нели, биле некогаш, сигурно тие луѓе доаѓаат некако, некое семејство, блиски пријатели. Често повикуваме, ако не е тука семејството, кој друг систем на поддршка е тука? Има ли пријателка, има ли соседка, има ли сосед, има ли другар, има ли пријател? И секогаш ќе се најде, барем еден секогаш ќе се најде со цел нели да се сподели таа љубов и тоа чувство кое што сите ние го носиме на празниците. Да. Елена, што мислиш ти на оваа тема и се собирате ли фамилиарно? Јас влегував пред моето семејство, сега моето лично семејство, на јадрото што би рекол маш ми, во категоријата што на потажни деца кои што не си ги затоа што моите се, што би рекол, викса во друга димензија, моите родители и не се присутни помеѓу нас. За жал и не ги доживев. Иначе беа тие огромни собири со 30 луѓе, 40 луѓе и така натаму. Бев од тие, после како разов, бев од тие луѓе што не 8 март не сакав. Не сакав Бадник, не сакав Божик и така натаму. Меѓутоа, сега енергијата ми е насочена на моево семејство. Така што сега повторно ги засакувам, и сакам и сите празници си ги сакам и супер ми се срекни и тоа многу ми се допаѓа да се потсетуваме на тоа што било и како било, затоа што било најбавно, апсолутно. И ностоп да се зборува, и ностоп да се раскажува. Например, моето не да е многу мала, меѓутоа Димитар се знае за баба му, за дедо му, за тоа како сме правеле се. Покрај него јас си ги враќам спомените и супер ми е, да. Ги оживуваш тие спомени. Апсолутно, да. И супер срекна него доживувам од оваа перспектива, не си ги сакам сите празници, сите родендени и сите 8 мартови, пошто јас сум мајка и така натака. Многу ми убаво. Супер. Спомена на почетокот за дека 14 години си во емисијата, не ти пречи празниците, не ти пречи утринското будење, но си имала ли трема кога си почнувала на почетокот пред 14 години? Некоја ситуација може да, некоја ситуација. Некам, готово. Имаме ли време? Имаме време да ни раскаже Елена. Никако. Прво, јас не сакам предизвици, не сакам да ме спречуваат работи. Јас, како што ви кажав претходно, камера
немаше шанси, ја им кажам, немаше шанс. И затоа ја отидов и во вчерашни, например, затоа што се најдов во екипа која што мислев дека ќе ми извади тремата. Така беше со радио, никогаш не мисла. Одев додека студирав во студентско радио. И случајно некако после Леле, јас одев. Тоа е многу одамна. Многу одамна. На факултет уште одев. Да, бе, на факултет. Ау, кај ти текла? Така некако, и плюс имам специфичен глас, малца радиски, подлабок, женски и така натаму. И одев таму и после бев на некоја пракса во Кјуб, имаше печатени медиуми таму и се најдов со пријателка која што ми рече дај дојди, викам не. Значи, кај јас не. Абе, дојди пробај. А што сакаш да бидеш, уствари? Театарски критичар. Театарски критичар, скроз, значи, Да, ми интересно, доста интересно. Театарски критичар со оглед на тоа дека во Македонија сам многу потикнувам од сериозно театарско семејство и така ми е љубовта према театарот. Например, сите слушатели знаат колку не сакам географија, историја, фудбал и слично, ама сите знаат колку добро се снаоѓам за театар, уметност и така натаму. А тоа сакав да бидам и никош не ми се вради. Ама значи имам гафови милион. Бев човек кој што му се испуштаат зборови кои што не им се баш таму местото, меѓутоа се е пракса и учење. Раскажи ми нешто, ајде сигурно ти текнува некоја интересна ситуација. Имам. Се страфија да се потсети да каже јавно уште еднаш. Уште се смееме на одамна. тоа. Да речеме, во тинеџерските после тоа ги имаш оние фрази кои што се некултурни, како да речам, пцовки вака, да се. Значи што така што ми се има, ми се знаете колку вежбав тоа да го извадам од речникот. Сериозно, значи тоа се работи кои што се провлекуваат низ денот. Да, мене ми се рутина. Да. И плюс многу лошо зборував, немаше осцилации во мојот глас, многу надоле одав, па тоа беше вежбање и така натака. Никогаш не сакав да се откажам. Значи никога. Заради тоа им викам сега на овие децата што доаѓаат, па деца се, што доаѓаат да ги учиме што сакаат, мора многу да сакаш. Радио, конкретно за радио и за телевизија, претпоставам. Апсолутно. Многу да сакаш. За да кога достигнеш тоа, од денешна перспектива ми е многу смешно како така ми било и така на така, покрај тоа што премногу се ја сакам работата ми е една рутина, еден ме разбирате. Што сакам да кажам. Јас имав некои обиди за радио, знаеш, во студентското на некоја пракса. Ќе те поднаучи. Ќе те поднаучи. Во радио МОФ отидов и требаше да водам, ама претав со нозот и ги исклучив каблите и од тогаш не влегов веќе во радио. Се изгуби етерот. Немаме овде кабли. Дали од трема, не знам од што и доле под Не, маса. тоа се надевам. Јас, пример, јас сум човек што многу мрда со раца. Ја го плескам микрофонот еднаш во емисија сигурно. Никој не коментира веќе. Или да се подразбира. Значи, ми паѓа се кива дела од таму, како ја што кашлам денес и така натака. Ама тоа програма живо има друга магија. Друг момент. Интересно е да се слуша од оваа страна, особено енергијата што имате таму, навистина се пренесува. Ние сме многу другари. Да, тоа се Ние сме чувствува. многу Не може многу да се телевизија. изгуби тоа. Ама цици на телевизија е истото. Нели тимот ако чувствуваат гледачите, нема да те гледаат. Многу е битно исто и за радио и за Значи, најприватни работи. Со на кафе, со сериозна блискост, за да тоа толку добро изгледа. И сериозно е така. Нема шега тука. Ние сме многу другари пред се, па после колеги. Така. Ката, за твојава професија има ли... Уствари, прва ќе те прашам, дали како мала сонуваше дека ќе бидеш. Сигурно тоа време немало таков назив, семе, системски. Да. Да, и од каде живовта во рехабилитатор и едукатор. Мислам дека како мала многу работи. Сакав адвокат, па сакав доктор, па сакав глума, имав еден период, сакав драмски, значи имавме драмски секции, па одевме на тоа. Некаде веќе во средно ми се појави желбата прво за дефектологија и бев решена, иако на пример мајка ми беше исто така упорна да ја се запишам на медицина, па не ја послушав, па сега окей, супер е што не се запишам на медицина. Мислам дека љубовта кон децата и на пример лица кои што имаат некаква потешкотија кои што работат, некаде уште во основно ми се има појавено. Тогашната наставничка до 4-то одделение баш ни организираше такви некои настани. Ние имавме детенце во клас кој што имаше некаква попреченост. Ние сите помагавме, значи ние сите бевме околу него и мислам дека главната нишка е некаде од тука. А во однос на семена системска психотерапија, јас паралелно додека студирав се запишав и во Институтот Алтернатива за едукација за психотерапевт. Идејата зашто се запишав е да го разберам моето семејство. Значи во тие години јас имав потреба да го разберам моето семејство, да видам што се случува во моето семејство и да си помогнам себе си. Браво, и некако од тука почнав да ја креирам таа приказна.
И баш сега кога минатиот викенд ја завршивме целата школа и нели веќе го имаш тој назив, иако тоа е баш онака, јас викам, тресење од нас се вадат на некаков начин. Интересно беше дека, морам тука да си го пофалам, мојот партнер направил видео баш како краток филм, ги вклучил сите од семејството, од пријатели, другари, кој што како ме гледа. И во еден момент и татко ми, и баба ми, и мајка ми кажуваат дека од секогаш, мислам, сите, од секогаш сакаше да им помага на сите. И од тука тргнува и нели љубовта за мојата професија да им помагам на сите. Да, браво, Се јас уживав, не знам. Одлично ми беше мене. Женско друштво останавме на крај, ама си поприкажавме. Да, мислам дека е време да им се заблагодариме. Се надам дека и вас ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете. Елена, трета среќа. Елена од тука оди на доктор. Ме тера бисера додам, нема да отидам ова. На еден преглед, само како биле мене едно диши. Ви благодарам од срце што бевте наши гостинки. Секако и на Тони му посакавме среќа. 2026 да ви биде полна со насмевки. Магична, велам јас, магична. Многу поубава, многу поуспешни, ако кате, веридба, свадба, до прва ќе правите. Нови канцелари, нови проекти, нов дом, убава година ти била. Илена, и ти кажа, пораѓањето на Неда е најубавиот дел од оваа твоја година. Нека има и трето за наредната. Нема проблем. И нека личи овој пат на мене, ако може. Да бидеме среќни, живи и здрави. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Да. Остануваме со канал 5 и Здраво Македонија, правиме една кратка пауза, музичка пауза и повторно се враќаме во студиото.